Високите температури и оптималните количини вода за наводнување возможија ризовата култура одлично да напредува и успешно да ги помине вегетативните фази. Од почетокот на август оризот е во фаза на бокорање и класање, при што веќе се забележува успешно формирање на класната метличка. Земјоделските стручњаци оценуваат дека досега условите беа речиси идеални за оваа култура и најавуваат дека доколку времето се стабилизира од аспект на температурите и при тоа има доволно вода за наводнување, годинава може да се очекуваат надпросечни приноси. Инаку, токму летово се покажа како сосема оправдана мерката за рестрикција при сидбата на површините со ориз, кои практично беа преполовени, бидејќи долготрајната суша брзо ја празни акумулацијата калимаци, а иако во подесниот магистрален канал се испуштаат максимални количини од над 11 кубици вода во секунда, истата не е доволна да ги задоволи потребите на земјоделците во сите подсистеми. Поради тоа, погледите на производителите, како и на водостопанствениците, се повеќе се свртени кон небото, од каде се очекуваат спасоносни дождови, кои засега ги нема. Загрижува и се пониското ниво на водите во реките, кои се под просекот за овој период од годината и не се доволни да ги наводнат површините покрај речните корита. Земјоделците на околу 2 месеца пред новата реколта се загрижени за состојбите со прометот со оризот и особено со цените, бидејќи во последните месеци нема никакво позитивно поместување во таа насока. Останува да се види дали преполовените вкупни приноси кои се очекува да се движат помеѓу 12.000 и 14.000 тони арпа ќе влијаат на цените на пазарот, особено во делот на откупот, и како домашните преработувачи и трговци ќе се однесуваат спрема белото злато.